Советот на општина Виница со подршка од 10 гласа даде зелено светло за изградба на брана и мала хидроелектрана на Градечка река. Проект кој јавното предпријатие Солидарност треба да го реализира преку јавно-приватно партнерство, а кој ќе биде долготрајно решение за водоснабдувањето на Виница и околните населени места пред се село Градец. Според образложението на градоначалникот Дончев, оваа идеја е од 1992 година, но сега е најден сериозен инвеститор кој ќе реализира потфат, изградба на мини хидроелектрична централа на вишокот на вода на доводен цевовод за вода до филтер станицата на јавното предпријатие, како и изградба на нов цевковод и мини акумулација на Градечка река. Наша среќа појави се инвеститор кој сака да инвестира во овој проект. Ни помалку ни повеќе околу 3 милиона евра е првичната пресметка дека ќе кошта овој проект. За да не се дава политички акцент на еден ваков значаен проект за општина Виница. Значи тука симо ги наброја бенефитите што ги има општината, а бенефит број 1 е водоснабдувањето. Значи трајно го решаваме проблемот со водоснабдувањето на општината. Тоа е број 1. За потребите на село Трстија денес беше донесен и општ акт со кој се утврдени условите за начинот на градење во селото, се до донесување на урбанистички план. Планскиот опфат на селото е 25,17 хектари и во рамките на истиот се утврдени површини за домување, за сервиси и стоваришта, како и за инфраструктура. Општина Виница 2015 година ја завршила со вкупна реализација на приходите на основниот буџет во висина од 72,61%, а вкупните расходи се остварени со 71,53% и во 2016 година влегува со ненамирени обврски од 41 милион денари. Опозицијата не ги подржа кварталните извештаи со образложение дека реализацијата на основниот буџет е се послаба, а капиталните расходи се остварени само со 60%. Општината со овој долг според нив нема услови да гради со сопствени средства. Градоначалникот Дончев возврати дека во текот на неговото владење успеал да врати долг од 40 милиони денари и уште враќа долгови кои се влечат повеќе од една деценија. Заради отсуство на директорите не беа разгледани и усвоени завршните сметки на дел од училиштата, освен на основното училиште Кочо Рацин во село Блатец. А заради немање кворум, не помина и барањето согласно со Советот за ново вработување во локалната самоуправа, но помина сите барања за утврдување правен статус на неколку објекти на физички лица, претежно викендици. На денешната седница беа разгледани извештајот и програмата за работа на територијалната противпожарна единица, а како советнички прашања се начна проблемот со дивоградбите во Ромското мало, како и ротацијата на смените во училиштата.